Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Еден ден по изборите, Македонија се разбуди со неизвестност. Според Државната изборна комисија, победник на предвремените парламентарни избори во Македонија е коалицијата ВМРО-ДПМНЕ со освоени 16.240 гласови повеќе од коалицијата која ја предводеше СДСМ. Велат податоците на Државната изборна комисија по обработени 99,72% од гласовите, односно 3514 од 3524 избирачки места. Ова утрово го соопштија од Државната изборна комисија. Во денешниот кворум ќе се обидам да ги сублимирам сите податоци кои доаѓаат од Државната изборна комисија, секако уште еднаш да ги слушнеме пораките кои ги испратија лидерите на двете најголеми политички партии во Македонија. Би сакала да подсетам дека Државната изборна комисија утврди дека излезноста е 66,88%, односно своето гласачко право го оствариле 1.189.481 граѓани. Ова според пресметките и според оние анализи кои се направија е досега најголема излезност на изборите. Што се однесува до симулацијата на пратенички мандати, односно која партија колку пратеници има во новиот парламентарен состав, Државната изборна комисија се уште не објавува. Се чека во текот на денешниот ден највисокото изборно тело да излезе со тоа кој колку мандати освоил, но според анализите кои се прават, ВМРО-ДПМНЕ најверојатно има освоено 51 пратеник, а Социјалдемократскиот сојуз 49 пратеници. Значи, според Државната изборна комисија, на обработени 99,72% од гласовите, резултатите се следни. 452.709 гласа за ВМРО-ДПМНЕ, а 436.469 гласа за СДСМ. Ду има 86.812 гласа. Четврта е Беса со 57.912 гласа. Разликата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ е околу 16.000 гласа или помалку од 2%. Се чека да се обработат сите гласови од избирачките места и Државната изборна комисија да направи симулација на освоените мандати. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вчера прогласи победа на овие избори. Тој им честиташе на сите граѓани за успешно спроведените избори. Рече Македонија повторно имаше фер, демократски и кредибилни избори. Честитки за сите граѓани кои гласаа на овие избори, посебно на оние кои го дадоа својот глас за ВМРО-ДПМНЕ. Груевски истакна дека ова е исклучително важна победа за ВМРО-ДПМНЕ и за неговата партија. Тука предлагам да го слушнеме обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вчера вечер во штабот на партијата, односно во партиското седиште, кога им се обрати на граѓаните и кога ги соопшти резултатите кои ги пребројала неговата партија. Во продолжение го слушаме лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Добро вечер на сите. Дали функционира? Да. Добро вечер на сите. Добро вечер за ВМРО-ДПМНЕ и за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победничката коалиција. Добро вечер за Македонија. Драги пријатели, почитувани присутни, на почетокот дозволете да им честитам на сите граѓани на Република Македонија за успешно спроведените избори во Република Македонија. Македонија повторно имаше фер, демократски, слободни и кредибилни избори, на кои граѓаните слободно и на демократски начин гласаа и го кажаа своето мислење. Дозволете
да се заблагодарам најпрви на сите граѓани кои излегува и гласаа. И со тоа допринесоа во мирна и демократска атмосфера Македонија да постигне успех на овие избори. Честитки за сите граѓани кои гласаа на овие избори. Дозволете посебно да се заблагодарам на оние граѓани кои ја дадоа поддршката за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија, која според резултатите од 88,61% обработени гласови е поддршка со 434.051 глас за ВМРО ДПМН, наспроти 415.258 за СДСМ. И со тоа, ВМРО ДПМН е победник на овие избори во Република Македонија. Денес победи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но денес победи и Република Македонија. Честитки! Драги пријатели, ова е 10-та изборна победа поред на ВМРО ДПМН. И 10-ти пат поред мнозинството граѓани во Република Македонија гласа и со најголем број гласови го поддржаа ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и нашата програма, визија, тим и начин на кој што работиме и сакаме да продолжиме да работиме. Благодариме за поддршката. Ќе работиме оваа поддршка да ја оправдаме и да не ги изневериме нашите поддржувачи. Благодарност до сите наши гласачи, до ние во општините каде победивме, но благодарност и за оние наши гласачи во општините каде не победивме. Без нив и без нивниот глас немаше да имаме оваа победа. Благодарност до членството на ВМРО ДПМН, до членовите на ВМРО ДПМН и до членовите на сите партии во коалицијата за подобра Македонија. Благодарност за унијата на млади сили и унијата на жени на ВМРО ДПМН. Благодарност до ветераните на ВМРО ДПМН. Благодарност до сите наши коалициони партнери од оваа победничка коалиција, како и до сите активисти на партијата и активистите на коалицијата. Благодарност до сите што помогнаа на овие избори да добиеме победнички резултат. Драги пријатели, исто така сакам да истакнам дека задоволен сум што победивме и во четвртата изборна единица со разлика од 7.476 гласа во полза на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Следува процес на формирање на коалиции, следува процес на формирање на влада во Република Македонија. Кризата мора да заврши и Македонија да оди напред. И тоа ќе биде нашата главна цел во наредните денови, недели. Кризата во Македонија да се заврши со овие избори и државата да оди напред. Драги пријатели, ВМРО, сакам да испратам една порака. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе бидат секогаш со народот, со граѓаните на Република Македонија
и секогаш ќе работат во интересите на државата, односно во корист на државните и на националните интереси. Како и да се свртат работите, што и да се случува, ова го кажуваме и пред, а сакам да го кажеме и после избори. Дека ВМРО секогаш била и секогаш ќе остане на линијата на државните и национални интереси на Република Македонија и во корист на народот, на граѓаните на Република Македонија. Тие секогаш може да сметаат на нашата поддршка. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН на овие избори имаше исклучително тежок противник, затоа што тоа не беше само СДСМ. И тоа сите добро го знаете. И затоа оваа победа има една посебна тежина и посебна важност. Особено кога ќе се погледне наназад во минатите 2,5 години, ништо се поминавме и ние како партија и коалиција, но и Република Македонија. Затоа ова, уште еднаш ќе кажам, победа има особена важност и особена тежина. Дозволете да искоментирам уште неколку работи. Она што е видливо веќе по преброените 86% гласови, е дека бројот на гласови за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е во рамките на константната поддршка која имаме во изминатиот период, а поголеми изненадување имаше кај албанскиот електорат. На овие избори очигледно е дека од првичните анализи гледаме дека на овие избори СДСМ доби значителна поддршка од албанскиот електорат во Република Македонија. Но анализите ќе ги правиме повеќе во наредните денови и секако од тие анализи ќе извлечиме заклучоци, ќе извлечиме поуки и се разбира пораки од граѓаните на Република Македонија и до нас и се разбира до сите политички партии во Република Македонија. За сега толку, ви благодарам многу. Благодарам на сите кои не поддржаа во оваа победа, во оваа 10-та победа поред на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Оваа 10-та победа поред на Македонија. Ви благодарам, да се живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Ворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Слушнавме вчерашното обраќање на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Пред да го најавам обраќањето на опозицијскиот лидер Зоран Заев, би сакала да испоменам оние резултати кои беа добиени во диаспората. Диаспората остана без пратеник. Ова се конечните резултати од гласањето во диаспората што ги објави Државната изборна комисија од 100% пребројани гласови. ВМРО ДПМН освоила 3246 гласа, а СДСМ 1605, ДУИ 875 и ВМРО за Македонија 84 гласа. Иако за гласање беа пријавени од 20.000 гласачи од диаспората, на гласањето излегле 5980 или 40,17%, што е недоволно за избор на пратеник. Диаспората за прв пат на овие избори важеше за една изборна единица, за разлика од претходно, кога оттаму се избираа тројца пратеници. На социјалните мрежи се пишуваше дека во диаспората има проблем околу гласањето, односно дека граѓани кои се пријавиле за гласање не биле запишани во избирачкиот список и со тоа било невозможено нивното право на глас. Ова останува секако една од темите кои ќе се анализира во наредниот период, како и тоа колку гласа освои ВМРО ДПМН со оглед на тоа што лидерот на оваа партија потенцираше дека ова е константна поддршка која има неговата партија, но за анализа се оние гласови кои ги доби СДСМ токму од албанскиот електорат. Дали тоа е заради оние најави кои доаѓа од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за воведување на двојазичност, федерализација и кантонизација на Република Македонија, секако тоа ќе се анализира во наредните денови.
А лидерот на Социјалдемократскиот сојуз пак најави дека доколку биде поразен на овие избори ќе си поднесе оставка, но и тој вчера славеше пред владата. Еве го неговото обраќање во продолжение. Опозицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз заедно со граѓаните има еден мандат повеќе. Ги чекаме резултатите. Ги чекаме резултатите, но во моментот водиме со еден мандат повеќе. Но, почитувани граѓани, радувајте се, славејте го животот, падна режим, падна режим. Нека разбере целиот свет, Македонија испиша светска историја. Падна режим со пенкало, со глас. Бидете срекни и горди, испишавте историја, ќе имате што да им кажете и на децата и на внуците. Јас се гордеам со вас, Македонија е горда земја, срекна земја. Македонија, 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 Македонија. Ги чекаме резултатите, но трендовите може само да растат, не може да паднат. Затоа да се радувате. Падна режим, победи животот. Почитувани граѓани, навистина се историски момент. Покажавме со многу трпение, со многу посветеност. Му покажавме на цел свет, но најважно ставивме печат во ова мултиетничка наша Македонија. Дека Македонија ќе биде напредна, ќе биде слободна, ќе биде единствена сплотена земја. Радувајте се! Ова денеска што го постигнавме, мирен изборен ден, достоинствено и гордо, со најважното и најсилно оружје на 21. век, пенкалото в раце и нашиот глас. Победивме режим! Од денеска Македонија отвара нова страница, нова убава страница за добри перспективи, за убава иднина, за живот на сите нејзини граѓани. Денеска победивме сплотено, здружено, единствено. Да живее Македонија! Денеска од сите страни на Македонија дојдоа победничките резултати. Не сте свесни што направивме. Леле, леле, што направивме. Затоа само ќе кажам, ние сме победници, ние треба да го славиме животот. И затоа овде, пред оваа влада, каде што беше и 17 мај, каде што беше и кампот на слободата, каде што беа сите наши борби, овде во главниот град, каде што ечеше шарената револуција, граѓанскиот глас, овде, исправен пред вас, правам длабок поклон на вас, затоа што Македонија ве има, затоа што тука се исправивте и победивме режим.
Да живее Македонија! Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Со оглед на тоа што веќе е известно дека ВМРО ДПМН унесе 10-та победа на овие предвременни парламентарни избори во Република Македонија, многумина на социјалните мрежи го поставија прашањето дали после ова опозицијскиот лидер Зоран Заев ќе си поднесе оставка. За сега нема коментар ниту пак одговор на ова прашање. Тука би сакала да напоменам уште една информација дека министрите за надворешни работи на 28 земји членки на Европската Унија денеска во Брисел се на работен појадок со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Во организација на министрите на Австрија, Унгарија и на Словенија Себастијан Курц, Петер Сијатро и Карл Ерјавец, целиот совет за надворешни работи на Европската Унија и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан присуствуваат на средбата со министерот за надворешни работи на Република Македонија за да разговараат за исходот од предвремените парламентарни избори. На неколку часа пред состанокот на Советот на Европската Унија, каде треба да се усвојат заклучоците за самитот на Европскиот совет, што е закажан за во четврток идната недела, шефовите на дипломатиите на Европската Унија, земјите, плюс еврокомесарот Хан, директно од Поповски, се информираат за исходот на македонските избори и плановите на идната политичка влада, која според очекувањата на Брисел ќе продолжи по евроатланскиот пат. Овој вид работен појадок на Советот за надворешни работи на Европската Унија со Македонија се чини станува традиција, ако се знае дека на истото место и во истото време минатата година беше организирана идентична средба со македонскиот министер за надворешни работи, која исто така ја организираа неговите колеги Курц од Австрија и Сијарто од Унгарија. Во однос на изборните резултати би сакала да прочитам еден коментар на главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски, кој вчера вечер нешто пред полноќ излезе со свој коментар. Дневник го објави на нивниот вебсайт, па би сакала да го прочитам овој коментар. Иако резултатите во овие вечерни моменти од изборниот ден се уште не се целосни, трендот на тесна разлика меѓу двете главни македонски партии во полза на ВМРО ДПМН веројатно ќе остане до крај. Тоа е своевидна казна за двете македонски партии од гласачите до степен што што дава нелогичности кои тешко се објаснуваат. Како на пример резултатот во Прилеп, каде што Заев јавно изврши една од своите промоции за албански јазик во државата, што неминовно води кон федерализација. Со сите на тамошни последици од тоа. Прилеп да гласа такво нешто чудно нели, но очигледно. Така што ВМРО ДПМН, чиј лидер бараше апсолутна победа за апсолутно мнозинство, ќе нема многу време за согледување на грешките, како што од друга страна, СДСМ, чиј лидер бараше победа, ќе има многу време за анализа за своите грешки, кои не му донесоа победа над омразениот ривал, зашто целата игра што целата игра не заврши вчера, туку сега по овие резултати допрва почнува. Се разбира, останува фактот дека ВМРО ДПМН победи, дека по 2 години од почетокот на операцијата против оваа партија, операција што личеше на планот Барбароса од 22 јуни 1941 година, Груевски е натаму првата личност во оваа држава и е првиот кому претседателот Ѓорѓи Иванов ќе му го довери мандатот за формирање влада. Но со оглед на искуството што го имаме од последниве 2-3 години, со оглед на сите замешателства во македонските политички случувања, повеќе од очигледно е дека преговорите на Груевски за формирање нова влада нема да одат нималку лесно. Па останува да видиме колку целиот процес може да биде изменаџиран во полза на македонската држава наспроти другата варијанта која подразбира формирање Швајцарија на Балканот. Со тоа што прашање е дали таа држава воопшто би успеала да го зачува атрибутот македонска. Како и да, изборниот ден сега останува зад нас. За неколку месеци ќе имаме нови избори и тоа е можеби последна шанса ВМРО ДПМН да се врати на своите позиции од првите години на владење, кога неприкосновено ја уживаше довербата на граѓаните. Во спротивно, може да се очекува дека вчерашниот ден бил почеток не само на долната линија на ВМРО ДПМН, туку и на државата, заклучува Јаневски. Сепак има уште СДСМ пак има уште потешка задача.
По 10 години успеа да ја намали разликата во однос на ВМРО ДПМН, но лесно може да се случи еден феномен кој го доживеа Љупчо Ѓоргиевски, кога по само неколку месеци од добивањето 40 на пратеници во 1998 година, потсетува Јаневски, граѓаните се покаја или поточно кажано се уплашија од гласовите што му ги дадоа на тогашното ВМРО ДПМН. Продолжување на играта со албанските партии, продолжување на играта во чија заднина е решавањето на спорот со Грција, на кој начин подразбира да ја снема Македонија, може да му донесе 11 колапс таму некаде во мај. Зашто луѓето кои од разни причини не ја милуваат премногу ВМРО ДПМН, вчера ја ослободија енергијата што кај нив се акумулира 2 и повеќе години. И при сето тоа, при целата пропаганда, при сите снимки, при целиот ангажман на СЈО, при целата цензура врз медиумите и новинарите кои не одат во прилог на опозицијата, при сите милиони долари и евра истурени од странство за разноразни револуции и пучеви, СДСМ на крајот сепак не успеа да освои мнозинство што на следните избори може да донесе ново изненадување за оваа партија. Да и уште нешто. Потсетува Дарко Јаневски. Заев најави дека доколку загуби на овие избори ќе се повлече од политиката, а вчерашното гласање заврши со пораз на СДСМ. Нели? Пишува Јаневски. Ова е коментарот на главниот и одговорен уредник на Дневник по вчерашното прогласување на резултатите. Тука би сакала да напоменам и уште еден коментар во однос на тоа кога се прават комбинаториките, колку мандати би освоиле ВМРО ДПМН, колку СДСМ, значи според оние резултати кои ги објави Државната изборна комисија, се прават анализите со што ВМРО ДПМН би имале 51 пратеника, Социјалдемократскиот сојуз 49, Демократската партија на албанците 10 пратеници, со што нели се споменуваат и оние комбинации дека ВМРО ДПМН и ДУИ би можеле да формираат коалиција со оглед на тоа што имаат 61 пратеник. Но останува да видиме што ќе донесе денешниот ден и што ќе донесат деновите кои што следат. Би сакала да го споменам тука и да го прокоментирам и оној коментар на политичкиот аналитичар Никола Србов кој вели од 2008 година од онаа победа на ВМРО ДПМН во македонското општество се создаде едно размислување, една слика дека доколку имаме победник на парламентарни избори, дека тоа треба да биде во некоја огромна разлика. Вели истата ситуација се случуваше и во 2011 кога се пресече таа голема разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, тогаш луѓето говореа леле каков пресврт или што се случува, но тој смета дека треба сите да бидат свесни дека во соседните земји, во целиот свет, со еден пратеник разлика се прави стабилна влада. Значи, според Србов и со еден пратеник разлика може да има стабилна влада. Тука појаснува Србов од 2008 година имаме таков печаток дека треба да биде огромна разликата едната партија да ја прегази, буквално да ја сумеле другата партија и тоа да се смета за победа. Но неговиот став е дека тоа не треба да биде така и дека со оваа разлика што сега ја има ВМРО ДПМН е повторно е во предност и дека може да формира стабилна влада. Ова се првичните коментари на аналитичарите по изборните резултати. Се очекува Државната изборна комисија во текот на денешниот ден да излезе со конечните резултати и да го и соопшти мандатите која партија колку мандати освоила. Потсетувам уште еднаш дека анализите кои се прават во медиумите и анализите кои ги прават аналитичарите дека ВМРО ДПМН според она што сега го објави Државната изборна комисија има 51 пратеник, а Социјалдемократскиот сојуз 49 пратеници. Тука правиме уште една кратка пауза и се влегуваме во завршниот дел од денешниот кворум. Почитувани, останете тука. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Државната изборна комисија, потсетувам уште еднаш, утрово излезе со прелиминарните резултати. Победник на предвремените парламентарни избори во Македонија е коалицијата на ВМРО ДПМН со освоени 16.240 гласови повеќе од коалицијата која ја предводеше Социјалдемократскиот сојуз, велат податоците од највисокото изборно тело по обработени 99,72% од гласовите.
Државната изборна комисија утврди дека излезноста е 66,88%, односно своето гласачко право вчера го оствариле 1.189.481 граѓани. Што се однесува до симулацијата на пратенички мандати, односно која партија колку пратеници ќе има во новиот парламентарен состав, Државната изборна комисија се уште не објавува ништо, се очекува тоа да се случи во текот на денешниот ден. Според анализите кои ги прават медиумите и аналитичарите, ВМРО ДПМН има освоено 51 пратеник, а СДСМ 49 пратеници. Во однос на тоа кога се конституира собранието, би сакала да се подсетиме дека според членот 63 од Уставот на Република Македонија, новоизбраниот состав на собранието се состанува на конститутивна седница најдоцна 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав, во овој случај тоа е Трајко Велјановски. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21 ден од денот на завршувањето на изборите. Според член 90 од Уставот, председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Би сакала уште еднаш да потсетам во однос на освоените пратенички мандати, она што го споменував на неколку пати, односно анализите кои се прават, кои колку пратеници освоил според она што го има објавено Државната изборна комисија. На почеток, односно би сакала да се подсетиме дека ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија освоиле 444.014 гласа, СДСМ и Коалицијата 428.683 гласа. ДУИ, Демократската унија за интеграција, 85.774, Движењето БЕСА, 57.749, Алијанса за албанците, 35.103 и Демократската партија на албанците, 30.971 глас. Според ова и пресметките кои се прават, ВМРО ДПМН има 51 пратеник, Социјалдемократскиот сојуз има 49 пратеници, Демократската унија за интеграција 9, Коалицијата Алијанса за албанците 3 и Движењето БЕСА 5 пратеници. Левица, Либералната партија на Македонија, Партијата за демократски просперитет, Коалиција за промени и правда, Трет блок не освоја ниту еден пратеник. Се очекува сепак Државната изборна комисија денеска да излезе со конечните и официјални резултати и да каже кој колку пратеници освоил на овие предбремени парламентарни избори. Почитувани, тука е некаде и крајот на денешниот магазин Кворум. За наредниот понеделник најавувам една обсежна анализа на сето тоа што се случуваше на самиот ден на изборите, но и секако деновите што доаѓаат, почнувајќи од денеска па се во наредните 7 дена, што ќе донесат официјалните и конечни резултати на Државната изборна комисија, кои се прогнозите, кои се очекувањата и како во овој случај победникот на овие предвремени парламентарни избори ќе постапија. Во овој случај тоа е ВМРО ДПМН, односно Коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам на вниманието што не следевте изминатиот час. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Техничка реализација Далибор Зафировски, уредник и водител Бојана Димитриевска, продукција Радио Слободна Македонија. Денеска е 12 декември 2016 година. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум
Политички магазин на радио Слободна Македонија.